Добро дојдов. Дечки, нема по-горд човек вечерот од мене што имам чест да ја започнам денешната емисија токму со овој свет дрес. Знам дека знаете што се случи пред неколку дена. Јас сакам да им честитам на момците што победија, што направија историски чин. Ја победивме Германија, са вака многу звучи јако, ама ја победивме Пандев, после Елмац, другар ми, што се шетавме по бутел, по ваму таму, даде гол на Германија, тоа е Стефан Саке. Седи ги си прави емисии. Шалам, дечки, стварно сум многу горд на дечките и огромно задоволство ми е што денес ќе го започнам со ваков дрес. Секако во договор со Спортикум одлучивме дека во денешната емисија нема да облечам ништо друго освен дресот во чест на момците и дефинитивно со оваа победа гледаме дека пласманот на европско првенство не е за џабе. Сега ќе видиме два моменти што мене највеќе ми влегува во очи и ми го задржа вниманието, а тоа е моментот на навивачите од Германија кои што беа во Дуисбург, кои што отидоа понад премарот и им дадоа поддршка на нашите. Да видиме. Ете, видовте како ги пречека нашите во Германија, дефинитивно заслужуваат и многу поголема поддршка и мене ми е најмногу криво што не можеме сите да се собереме на плоштадот како што се собравме за кошаркарската репрезентација, нели поради коронавирусот, но ако некој се радуваше на нашата победа повеќе од самите нас, тоа беше коментаторот во Мексико. Да видиме како си помина тој. Servicio al área, remate! Gol! Macedonia! Gol de Macedonia! Gol de Elma! Треба нешто се каже поише? Значи човекот изгуби гласни жици. Јас и нашиов се покажа кога влеговме на европско, сите знаете како таму се издра направи ваму таму, али мене не знам, јас се осеќам многу гордо бе дечки кога од Мексико човекот, јас сум 100% сигурен дека прв пат слушна за нас, вака изреагира, а лал нека моје, еве ја го частам кафана, ракијче, жта, наш избор, квалитет, така да се надам дека исто вака ќе се дере и овој од Мексико, и од од Италија, и од Америка, и од сегде кога ќе влеземе и на светско. Јас најавам. Сега, пред да започнеме да го најавиме денешниот гости, не е фудбалер, до душа играл мало, али повеќе рапер, трапер како сакате. Морам да си ги поздравам моите спонзори, Моцарт, кои што не знам дали беа во заработка периодов, мене ми е малку жал за нив. Цела Македонија си типуваше двојка, топ коефициент има, пола Македонија лапа над 1000 евра, а ја не уплатив. Значи, немојте да бидете како мене. Одете до Моцарт, ке си пишете, ке си добиете и са покрај тоа што добија, во Моцарт имате можност да пишете моментално и да добиете BMW 520D. Ако не BMW, ќе промашите една од вашиот најдол тикет и ќе си земете телефон Samsung S20 Plus. Појма немам што поише сакате. Ако не добиете и тоа, имате секогаш можност и избор да си купите стан во Саник. Најдобри локации, најдобар квалитет. Не знам, ја имам најболи спонзори, не разбирам. Така ли е? Така е, фала. Аплауз, дечки! Фала, дечки! И дефинитивно една емисија не би поминала како што треба, ако немаме најубав пијалок, најдобар, секако кафето од Кавашон, од каде што можете да заработите, ќе си оставам во дескрипција линк од нивната веб страна, ќе си отворите, ќе се едуцирате и тоа е тоа. А мислам дека дојде време. Моментот е тука, да го најавиме денешниот прв гостин, дечки, Таско! Кај си, братку мој? Како си? Почека мацама, мораш да се најави вако шо. Еден Басти Швајнштајгер ти честита за победата, брат, мора да си мижи. Тоа го заборев, да, и Басти Швајнштајгер ни честиташе и покрај тоа што пиша таму демек пенал не ни дале и покрај тоа ги победивме, така да една величина како Басти кога честита, тоа е тоа. Како доживеа победата? Па брат, ја извадив песна, јас се кладам дека слушале пред да искочат на терен психо, брат, и 100% Ја мислам дека ти си, види, дечки, Таско причаве среќа во несреќа. Вади песна со пајак, хит треба да биде, и вечерта наша репрезентација се радуваше или тагуваше? Ја бев многу радосен ради тоа што брат од целата прича проектот го извадивме, мислам како што ние сакавме.
И се поклопија коцките, дури имаше еден коментар на YouTube, го видов како стил нема боле ден, македонската репрезентација победи Германија и Таско и Пајак извадија за една песна. Го видов. Да, бев многу радосен, многу среќен и многу ми е мило и драго, брат. Па тоа е многу ретко у нашава држава кај што има продуктивни денови, поготово како средата кога беше со репрезентацијава, но ајде, не се надеваме дека ќе има и поголеми успеси, сега се префрлиме на нашо. Како си, брат? Дали си добро? Одлично, брат. Се свига ли студио? Одлично, да. Конечно, Ти кажав, уште кога го правеше, ти кажав дека многу добро. Да, добро е. Песна со Пајак, Психо, супер помина. Реално дали ете очекувањата ги исполни? По Криминал ќе збориме малку за таа песна. Па, знаеш како е, ја тоа сум го кажал, не артисти или бум или хит артист не те прави никогаш една песна, значи тоа е факт. И например како ја пред да извадам Криминал, ете што ја спомна сега моментално и пред да извадам Психо, го имав еден од најголемите хитови за летото 2020. Не ваѓа. Ти текно као, ме разбираш, и никогаш не ми доаѓа тешко у стил као брат, нема толку прегледи, па сега да се замарам за тоа. Туку идеме нареден проект. И мора да работиме и мора да функционираме, не смееме да застанеме. Тоа ми се свига, со Пајак ста многу интересна склопка, он пее, ти рецитираш. Дали можеме да очекуваме повеќе соработки вакви? Заради тоа што е прва песна докажува дека има квалитет. Па имам неколку песни, мислам неколку. Имаме конкретно моментално со се Психо 4 песни, значи една е трап, една е дип хаус и Со Пајак заедно? Да, со Пајак заедно. Значи две се трап технички и една е дип хаус. Така да работиме константно на нова музика, може да се очекува све да во секој момент да искочи. Да, он знае да пее, преубаво пее, значи ја го имам слушано. Буквално нема ни аутотюн на вокалот, само знае да ги погоди хармониите и мелодиите и он си се најде во тој момент, јас си се најдов во моментот на рецитирање и тука се деси таа фузија. Баш ми е драго и вие дечки погледнавте завчера мојот влог како си поминав, го бркав брат му джала, брат паднав по скали. Ако не сте го гледале влогот, вратете се 2 дена уназад, ќе си го видите влогот, така да фала ви што ме прифативте, радам да си стимам таму да направиме едно влогче. Мало што не испошто. Нормално, кога джала брате на снимање Лазаров мора да дојде. Види, за тебе актуелно периодов реално е дека си паднал. Тие се коментарите на песната на Криминал, тоа се муабетите низ град, демек толку од Таско, падна, ете, тоа беше сензација. Кажи ми твое мислење. Моето мислење, можеби моментов и небитно, но тоа еве се слуша, тоа се пишува, се зборува. Дали такви коментари реално те допираат во момент? Па не, брат, ако ме допирале одамна ќе запрев, јас сум музика и ќе запрев со тоа што го правам, текна као. Ова ми е од дете она што го правам и никогаш не сум бил у филм као сега ја ќе направам многу прегледи. Знаеш зашто ги правам тие муабети? Некогаш кога знам да ги направам као види ние имаме милиони, види ние правиме ова, ради тоа што многу луѓе што плаќаат грдни пари за да имаат кариери како нашите, не можат да стигнат до тоа ниво ние кај што сме стигнале. И сакам да кажам само со тоа дека уствари и без пари, само со мозок и со многу размислување и стратегија можеш да направиш добра кариера и стабилна кариера. Таско паднал. Сметаш ли дека Криминал е добра песна? Да. Одлична песна. Да беа отворени дискотеките ќе беше многу поразлично. Многу коментари имаш од типот не доста, више го видовме ова, дај нешто покажи ново. Ја ги читав коментарите, коментарите на Криминал беа како демек овој најде да пее за Криминал. Брат, песната е за девојка опасна како Криминал. Сите знаеме колку е опасен криминалот, меѓутоа од луѓе што не ја ни пуштиле да ја слушнат, само го прочитале насловот, ќе добиеш таа коментар. Дали Криминал можеби беше причината поради тоа што не извади албум, а интересно беше за тебе што од ноември месец некако на твојот Инстаграм профил нели се одјави и најави албум, еве дојде март месец, април, тоест веќе го нема се уште албумот. Која е причината зашто? Ти го имаш слушно до тебе, ти го имам пуштено. Јас го знам албумот е парта ли, ама еве сакам да бидеш искрен, зошто се одлучите да не го извадиш? Најреално целата ситуација некако ми дојде некако многу пошто преамбициозно сакав да го извадам албумот, како сакав да го извадам со 16 спота, 16 песни има 16 спота, па макар да бидат и лирик видеа. Меѓутоа кога сватив дека финансиски не сум подготвен да го изведам тој момент, си реков чекам малце. Затоа што на пример као музичар јас си гледам сите песни као мои деца. Реално, разбираш. Така и треба да биде. Оставам дел од себе на секоја песна и само поради таа причина не ќе да го извадам албумот, затоа што знаев дека нема да го доживеат луѓето како што го доживеав јас. И тоа беше единствената причина и ете, имам неколку песни на албумот што планирам да ги извадам со спот, меѓутоа кога ќе го извадам цел,
Вие те Значи благовремено викаш известени. финансиски причини, колку е тешко да се преживее таско? Кажи ми, еве, реално и не бевте вие долг период во бумот кој што бевте и настапи година дена, не беше доволно ни да се заработи. Од што живееш моментално? Од дигитална продажба на песни. Да? Да, од дигитална продажба и од стриминзи, као буквално јас Значи се гура. Да, се гура. Мислам, Напред не YouTube канал. не е лошо моментално, значи конкретно не знам како да ти објаснам, нема многу за ние да правиме нешто вау, сега да земам ја да изнаемам 100 светла за спот, 100 ликови статисти, ја можам да ги платам, меѓутоа се крпи. Реално тоа, сега моментално издржувате за да се врати се, за да може да се врати. Да. Уште една интересна тема, потоа си продолжиме со овие рубрики, веше ги имаме раста, дефинитивно се поврза со раста веќе година и пол на карпулот со мене, летото пред, односно не валјало кога излезе најави дека имате готова песна, треба да ја вадите, но во тој момент, нели раста отиде од затвор. Си са излезе, па кажи ми ете, прво ме интересира дали беше шокиран, дали ти се скрши као филмот сонот кога влезе во затвор и сега од кога излезе дали се чувства? Па брат, не бев шокиран од Знаеше дека си пуши марихуана не, и знаеш дека што, ќе мене ми беше шокот уствари, Раста го затворија за марихуана. Ме разбираш, ко јавна тајна е дека Раста пуши трева, ме разбираш дека ги прави тие ствари. Меѓутоа, кога влезе у затвор, да, ми беше као шок, као бев као што се деша, као што кур се дешава, пошто имам цуење во емисија и све. Меѓутоа на крајот од денот знаев дека ќе го пуштат, пошто немаат ништо на него и знаев дека не можат ништо ни да му најдат, пошто ликот ја користи таа марихуана за лична употреба и не би ја користел за друга работа. Као, ај ти кажи ми, можеш да го замислиш Раста, човек што да на Ана Николич има направено дете што вози осмица ГЛ, што има студио у Белград на 2 спрата, продава трева. Реално, воопшто не. Ме разбираш, као скроз истото мислење го делам не јас. се деша. Да. И знаев дека ќе опуштат и од кога искочи, да, се слушнавме, као фала ти многу за целата поддршка, ми пиша ликот, пошто имаше видено дека имам ставено сториње од него, меѓутоа не можеше да види што. Дали во затвор нормално? Да, и ми кажа кога нема да седи у кели и да стиска таско и встави да немаше телефон, мајка му нормално, мајка му нормално водеше Инстаграмот, колку нели Бенси или Бимер извади песни различни, мислам уште една песна извади после тоа или петта, не е битно. Ја константно ставав сториња за него затоа што лично се запознав со него, седевме у студио, го знам човекот каков е, знам каков татко е пред се и каква личност. Знаев дека ќе опуштат, ме разбираш. И сега се слушнавте? Да, ми врати, ја му спомнав нешто дека ќе идам на кај Белград, ми рече брату, ако ти треба као стил, ако вам треба смешта или ако вам треба било шта, зовите ме, обавезно да се видиме, пошто имаме релација, веќе подолго време сме на релација и немаме изгубено таа хемија. Има ли надеж за таа песна или едноставно ќе почекате да се среди ситуацијата? Ја мислам дека има, брат. Ја мислам дека има, ама целата ситуација не им дозволува, пошто неговата идеја беше да идеме снимаме во Јамајка, брат. Во Јамајка? Да. Затоа што он има еден концепт за новиот албум и он го кажа у емисија као Јамајка или Етиопија, мислам дека Етиопија беше да земе свештеник од Етиопија, да го донесе на Косово каде што он има живење и уствари да прикаже како тие два света се врзани. Колку се слични, а сепак различни. Меѓутоа ќе видиме. Јас се надам дека тоа ќе се оствари, би било многу интересно. Дечки, сега правиме мала промена во концептот на ова шоу, нема да продолжиме сега со прашање од фанови, туку ќе продолжиме со Луто Пиперче. Тука имам така доста интересни прашања, а потоа идеме со прашања од фанови и нормално да поуживаме во Лутото Пиперче. Ајде што Пиперче? Ипе ми има донесено, брат, едно Луто Пиперче во Кацко беше воздух 10 минути, не можев да земам, живи се ти кажам. Нема да ти донесеме сега за да се... Ќе видиме дали ќе земеш воздух од ова Луто Пиперче. Одиме со Луто Пиперче. Се селиме на Луто Пиперче, проект овозможен од Медија МК, проект кој што на мене најмногу ми се свиѓа, да видиме Таско дали ќе се олјути. Дали си спремен, брат? Ај, Како си? пукај. Прво прашање, одговори со да или не. Васил Граванлиев на Евровизија. Не. Второ прашање, дали реално Антонија те одби за дует? Да. Те одби? Да. А она кажа дека не те одби. Имам скриншоти. Трето прашање, сметаш ли дека не валјала е хит поради Лина Пеовска? Не. Ја направив цела песна. 4 одбери од најдобар до најлош. Диана Оджи, Луна, Инсертакик, Раус. Од најдобар. Инсертакик, Луна, Раус, па Диана Оджи. Диана лоша, а? Ужас.
Пето, која е твојата најлоша, а која е најдобра песна? Најлоша песна, не знам, најлоша песна најверојатно ќе ми е појма немам лоша песна. Најдобра е не вајала. Ја мислам криминал најлоша ти. Шесто кариера во Македонија или Србија? Секаде. Секаде? Секаде. Добро, дипломатски ми се свиѓа. Седмо, дует со Лазаров и зошто не? Зашто да не? Да. Кој рече не? Да, Многу нормално. си израдував. Мојот идол сака дует со мене. Тоа се вика дечки обрат на психологија. А знаеш да кажеш дека не? Ќе видиме. Ај, чао. Тој се врати. Дали би влегол во задруга за многу пари? Не, Дали си имал нешто со Тара Симов? не. Освен што ќе ме бурцаш у бекстејдж после настап. Да заврши Луто Пиперче. Девето. Кој е најпопуларниот човек во твојот именик? Кој не знам. Го имам бројот на Раста, го имам бројот на Корона, го имам бројот на Римски, на Джала. На Зоки Фаци, бе. Джала. На Зоки Фаци го имаш? Джала и Раста, они двајца. Они ми се најпопуларни. Десето. 3 работи што би ги правил со брат ти, а никој да не знае. Не ми текна брат, искрено. Мора ти текне 3 работи со што ги... Би отишол со брат ми на нудистичка плажа, брат, пошто знам Нудистичка дека со многу брат. ќе се смеам, брат, многу ќе пошто е таков покрупен и замисли го дебел и влакнес да се соблече гол. Се сели во студио. Стана жешко у собава у емисија Луто Пиперче, дефинитивно поддржано од медија МК, вистинскиот избор за вас и за мене. Тара Симов, што ти направила? Значи, само извини. Значи, доста веќе Лазаров барал драми. Значи, да сте на моје место ќе поставите ли прашања? Значи, не може да помене. Брат, не беше ни у задруга тогаш, значи уште пред да влезе у задруга се дешава. Добро, логично. Да разбираш. Као имавме настап у Привлич, значи знаеш, за настапот Со два бона тракер, газ да паја. Сите која бе. Добро. Имаме настап, пред да искочам на бина, значи тука имаше диџеј загреваше и пред да искочам на бина, као да се сликаме, влага у бекстејдж. Здраво, мило ми е, Тара, Таско, мило ми е, леле, многу си ми срцка, зваков таков, окей. Стихна, као, добро. Се запознавте прв пат тука? Да, тука беше запознавањето. Што правиш вечер, како правиш? Викам, ништо, имам настап и си идам дома. Ти текна, добро, ќе видиме за тоа. Што збориш? Да, искачам надвор, ја искачам, настапувам, се враќам назад, идам у веце. Ти текна, ми си иду у веце, ми се моча. Се моча, бе. Му се моча на човекот, бе, да се измоча, да му се... Настап имавме, пиевме у бекстејдж, искочив на бене и сакав да се измочам. Девојка му дошла и избегал, сустремил, добро? Отидов у веце да мочам и слушам, значи у бекстејдж у Привлич има веце тука од лева страна, у бекстејджот идам да мочам, брат. И буквално слушам некој хистерише у позадина. Ако не ми го донесете Таско вечер у кревет, ќе ме брцам сите тука. У бекстејдж седат Тракер, Гордан, Ивајо, Денис и не знам уште кој беше. Два бона мислам дека настапува у тој момент на бина. Јас сум колку кур. Брцам, кажал. Да. Колку кур. Гледам девојче по хаљина со нож, вак им прави сите ќе брцам. Со нож влезе у Да, бекстејдж. у бекстејдж, живи се ти кажал. У бекстејдж со нож. И бев као стил, фак, добро, ја ќе си идам, туп од бекстејдж у кола ме чекаше надвор за да си идам, сериозно, у кола. Гасна кај дома. Што спориш, значи Тара, човече, крши таму задруги, она мисли задруге у Скопје, а У Привлич, у бекстејдж. Дали беше некој избрцан? Не беше. Не. Да, скратно, да. Добро, дечки, дојде време за вас, прашање од фанови покрај тоа што ја имам уште многу да постам на тема, ама окей. Прво прашање од фанови, дечки. Ајде ќе ве замолам таму по тишина во публиката. Аплус. Аплауз, ајде. Прво прашање од Cute Panda JT, тоа е, знаеш од Пандија. Право, зошто артист, а не джандар? Знаеш што, таа етикета мислам дека секад ќе ми стои на кариерата, ама сега ќе објаснам, барем имам шанса кај да објаснам зашто сум станал джандар, а не артист. Зашто не си джандар? Прва причина кога почнав да правам музика, значи бев средно. Значи прва година средно почнав сериозно, се запознав со Тракер и почнавме да правиме музика. Не се. Поминува средно, поминува тој средношколски живот, каде што работиш на музика, каде што правиш, каде што едноставно твоите од дома ти даваат 100 денари, еве ти, иди у школа, крши глава. Така.
Доаѓа моментот у животот мој на 20 години каде што јас правам музика, немам ебандена у мојот джеп. Татко ми нема работа со столарија, мајка ми нема работа добра. Ја морам да идам негде да работам. Добро. Му помагам на татко ми, у меѓувреме се отвара конкурс во полиција. Ја од секогаш сум сакал, значи да не видам полицаец, джандар, било што. Од секогаш ме влечела специјалната единица. Добро. Ете го и Мандар знае. И он знае. Значи, за ни ти ни он не сте специјална. Па не сме од проста причина што јас бев во Идризово една година на обука за тоа да го поменам све. Значи ти не можеш да влезеш во специјална ако пред тоа или не си служел војска или не си имал обука за основна обука за полицаец. Добро. Јас отидов да ја земам таа основна обука за полицаец која траеше една година и во мое време, мислам, јас кога ја учев целата ствар околу полиција, се сменија 3 министри, се деси нешто политички, не ме интересираше, меѓутоа јас 3 години немав конкурс за да влезам во специјално. Значи немаше конкурс од кога јас завршив со Идризово, една година сум учел, уште 3 години имав размак, да. Размак каде што ја требаше да работам полицаец за да се Можеш да пријавам на стигнеш конкурс за во специјална полиција. И ти меѓу време пукаш со музика. Во меѓувреме се случува се затоа што ја сакам државата, јас сакам да бидам на браник на татковината, брат. Значи као да одбранам државата, да застанам позади. Така бе, јасно. Меѓутоа немаше конкурс во специјална и во моментот кога се отвори конкурсот, јас се пријавив за конкурсот во специјална, отидов, ги поминав сите ствари, меѓутоа во меѓувреме со музикава терав напоредно и на крајот се решив дека ќе напуштам поради тоа што видов како стојат стварите во полицијата, видов како се работи, видов што е како е. Воопшто не ми се свигаше тоа што го видов. Беше многу поразлична слика од она што јас го имав замислено. Јасно. И тоа Ја мислам дека тука треба реално еднаш за секогаш да се стави таа тема крај. Аман, окей, бил джандар и ама нема врска, пеел знаеш што? за таму што пее. Тоа не е никакво, тоа е само оправдување за луѓето да се оправдаат поради тоа што го правам моментално, брат, ништо друго. Значи секој морал да најде некаква работа, да работи за да придонесе за лебот на масата. Па реално бе дечки, поише треба се поштува луѓе како Таско заради тоа што никој од нас еве не чекал, никој од мене и него не чекало од дома да ни дае некој. Јас сум работел и шанкер, сум работел и конобар, сум работел и фитнес тренер. Сите сме пробувале, брат, за да преживееме, не да земаме пари од дома. Добро, одиме понатаму. Ја не учев факултет, отидов тоа да го Исто правам. Не разбираш. Исто и јас. Одиме второ прашање. Дали би снимил дует со Раус, прашува Зезовик? Да, зашто не. Би снимил? Да? Океј. Трето прашање. Дали би направил и ако да, кога нова песна со Двабона, ама да бидеш реал? Ковачев, Давид Долнацар. Имаме многу песни со Двабона, брат, не е еднакво. Ја имам и песна со Тони, имам и песна со нив заедно. Ја има и на YouTube, брат, BMW Бен Сауди, сите ја знаат, брат, таа песна. Не биди пак са дипломатски. Не сум дипломат, брат, Дали можеме реално да очекуваме нешто? Едноставно, јас се надевам дека ќе можеме да очекуваме затоа што тоа беше фузијата за Моет и тоа ќе се случи, значи ќе биде најголем бум ако ја и Двабона направиме песна моментално, ме разбираш? Само тука има една кочница што сме Его? не его на различни страни, во различни издавачки куки и различни менаџерски тимови. Тука да чека. Ова прашање ми беше седмо, ама ќе го поставиме сега. Username.7250 поставува или тој юзернейм може да се нарече Стефан Лазаров? Дали е точно дека порано си соработувал со Желе, менаџерските куки, и дека малку си се наљутил поради X причини и после тоа сте се скарали и после тоа веќе не зборите и после тоа имате многу несогласување и после тоа да не продолжуваме, јас ќе кажете да бе. Па да, но само тоа ќе ти кажам, да. Дали Сум работел, имавме Дали Желе е причината поради тоа што имате реално причината, не ме интересира. лоша хемија со Двабон? Не, немаме лоша хемија со Двабон. Јас со Двабона се видов пред 2 недели. Не јавно збориме, јавно. Зашто да имам лоша хемија? Со кој да имам лоша хемија? Така делува. Па нека делува. Ма дали е тоа добро? Супер е, одлично. Така мислиш? Одлично. Значи со Желе тоа ќе кажеш. Да. Тука дечки ќе направиме мал рез. Малку сакам да ви скритикувам на овој дел, заради тоа што одлучив нели да ви дадеме на сите ва шанса во овој момент да пуштаме песни од вас. Еве го повторно мејлот lazarovmuzika2@gmail да праќате ваши песни со спот за да можеме да ги пуштиме тука. Во овие 2 недели се пратени само 20 песни, од кои не знам 15 се без спот и е многу тешко да се извади некоја песна за да ве поддржиме. Затоа ве молам, ве замолувам, пратете ги вашите песни за да се пуштат во овој момент. А сега ќе ја пуштиме песната на Бони. За крај, мене многу ми се свиѓа оваа девојка, да уживаме.
Се враќаме, тоа беше Бони, малку се насмеавме тука, не ми се свиѓа девојката, ми се свиѓа песната. Добро да ми се свиѓа песната. Добро. Ќе ми се налути Марта. Мандар ќе ви каже дали убава, во другото видео ќе снимаме со него, нема проблем. Имаме уште 3 прашања од фанови кои што ќе ги одговори Таско и се надевам дека ќе биде исто така многу искрен. Пето прашање. Која е најголемата сума на пари што си ја заработил од музиката? Прашува Ауди Драйвер. Зависи од што, значи сума Најголемата пари као сума пари е мислам најголемата сума на пари ми беше од настап у Швајцарија, нема да искоментирам колку е, меѓутоа сите знаат како идат настапите у Швајцарија и по колку пари се плаќа. 2000 евро, 3000 евро, 4000. Тука негде плюс минус. Значи за артист од калибарот македонски артист, па не правиме мое за српските артисти колку земат. Меѓутоа Швајцарија е лебот. Да, има многу наши луѓе што сакаат да си ја слушнат и да ги видат артистите своји таму и да си ја слушнат музиката, така да има лепи таму. Последен настап што ми беше тој у Швајцарија, буквално и после тоа ги затворија границите. Се надевам дека брзо ќе се врати и ќе имаш настапи. Продолжувам понатаму. Дали мислиш дека направија добар потек двабона со одделувањето од Urban Records, спрашува Никола Величков. Ако правиме муавет за нив, брат, конкретно, мислам дека тоа им е добар потек од проста причина што мислам и они кај Тегу Карпул го кажа, еднаш дека секој артист сонува да има своја издавачка куќа на крајот. Да. Разбираш, така да ако они на било каков начин се почувствувале некако во Urban Records уназадени или не им било дадено еј брат, не може да снимате спот, или не може да извадите оваа песна, или не може да направите вака, они некако би го искажале, тој би го кажале. Меѓутоа, јако што знам од Urban Records, кого и да сакале да снимаат спот, песна или било што се им било дозволено. И не знам зашто го напушти Urban Records, меѓутоа, најверојатно е поради таа бизнис причина за да си отворат своја издавачка куќа. Имаше ли во тој момент такви несогласувања од типот на чекај, не вие, јас, или чекај јас, па вие, во тој стил? Знаеш зашто имаше несогласување? Само за кога се вадат песните, за да не се преклопиме со датуми, за да можеме да држиме едно константно ниво на музика. Иначе, за друго немаше несогласување. Влијаше ли во тој момент Желе? Да. Така. 100%. Милион %. Значи, од кога се умеша бизнисот во целата музика, тогаш многу работи се сменија. И тоа беше еден момент каде што уствари ни се сруши онаа креативна точка, онаа создавање на музика и уметност и веќе беше све бизнис, разбираш, као екипата веќе не е екипа, ќе правиме пари е добро, сега ќе видиме кој ќе направи поише и тука беше ножи у грб и тоа беше. Многу интересно беше што нема се со мене се дешава драмиве, по ексклузив кога бевте двајцата и кога поставив прашање што ќе го раздели Urban Records? Тројцата, извини, двајцата, два Бони и Таско, двајцата. Кун, Тони и тројцата, извини. Да, муабетот на Кун беше бизнис. И тоа така испадна. Мислам, не раздели на план на релација и на другарска база, не раздели на план музика и тоа е мислам. Јас се надевам од срце дека ќе го најдете заедничкиот јазик и дека многу брзо ќе чуеме уште еден хит од вас и последно прашање за денеска, ќе му го плестам така у фаца. Дали Таско е заљубен, прашува Сркеска. Да. Заљубен си? Да. Ја мислам супер си поминал, брат. Одлично. Да си здрав и жив. Дечки, ја мислам дека доволно е со Таско денеска, си испоти, доволно си испоти. Ја мислам дека си поминавме супер. Си поминав. Дали вие си поминавте супер, дечки? Да го чујам Мандар. Што да кажам повеќе, ставете лайк, ставете subscribe, поддржете го Таско, слушнете неговата нова песна Психо и читете го сајтот Media.mk без кој овој проект не ќе беше возможен. Поздрав до другите спонзори и ние се гледаме повторно следната недела во Истерми. Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just